Или ќе го заштитите единственото УНЕСКО подрачје и ќе се фокусирате да го сочувате огромното природно и културно наследство на регионот, или развивајќи друга визија, ќе го загрозите неговиот статус, јасно порачуваат граѓанските активисти. Според нив, најголем проблем седи во градбите на заштитеното Охридско-Струшко крајбрежје и во Националниот парк Галичица. Обвинуваат дека државата носи законски измени со кои на мала врата ќе се протурка легализација на нелегално изградените објекти. Еден член има таму вика урбана трансформација, нов термин, значи легализација на сите диво изградени објекти во крајбрежјето. Па то УНЕСКО вика, вие не смеете да вршите трансформација на земјиштето од земјоделско во градежно, а на мала врата сака да се протуркаат тие сите диви градби. Од Радожда до Свети Наум. Од Радожда до Струга се гради покрај крајбрежјето. Градоначалникот на Струга вика нема диво градби. Како нема диво градби? Покрај неконтролираниот урбан развој и крајбрежната експлоатација, голем проблем се и депониите, колекторскиот систем, пловните објекти, заштитата на Охридското езеро, кој 5 години е без концесионер. Со поголема физичка заштита, засилени активности на терен, формирање на едно тело кое ќе управува со светското наследство на регионот, така се заштитува уникатното природно богатство, велат екологистите. Сакаме Охрид да го задржи статусот на заштитено подрачје како културно и природно, али овие проблеми што со години само се одлагаат, пред мисијата на УНЕСКО се представуваат од надлежните како решени, а во стварност не се. Охридско езеро да го земат под концесија локални власти и на Охрид, Струга и подгради, спортски риболов со туризам и чување сателитски. Во Охрид 2 дена присуствуваат представници на УНЕСКО, но не беше дозволено снимање нити обезбедување на изјави од учесниците на средбата, која се одржа во општината. Градоначалникот Пецаков се огласи преку својот Facebook профил. Силно сме посветени и не отстапуваме во спроведување на веќе пропишаните правила за зачувување на статусот од УНЕСКО, порача тој. Инаку денес во Охрид е министерката за култура, но и покрај инсистирањето на нашата телевизија не успеавме да добиеме изјава со образложение дека не биле предвидени никакви изјави.